Со Мицковски насекаде хаос. Нема капацитет да води држава, ниту влада. Во културата, освен тоталниот хаос што го создаде Мицковски, изнесе и навреди кон уметниците и културните работници. Човекот кој има чувство за прогон, кој граѓаните ги нарекува талог на општеството и прокси ботови, сега ги навреди луѓето кои ја создаваат културната вредност на државата како вулгарни и агресивни. Мицковски се обиде да ги замолчи, само затоа што барат почитување на колективниот договор и поголеми плати. Ете, само заради тоа. Иако колективниот договор не само што е легитимен, туку и институционално потврден. Проблемот очигледно не е во правото, туку во немањето политичка волја на власта. За Мицковски се е бизнис, ама затоа борбата за плата е вулгарна и агресивна. Уште поапсурдно е што истите тие луѓе кои денес го оспоруваат договорот, вчера беа негови најгласни поддржувачи. Денешниот министер за култура и туризам, Зоран Љутков, во 2019 година го бранеше токму овој договор како вистинска визија за развој на културата, а денес и тој е против. Чисто лицемерие. Колективниот договор беше донесен со одлука на влада, со поддршка од сите министри, вклучително и Министерството за финансии. Ова е системско решение за достоинството на културните работници, а не импровизација. СДСМ е секогаш на страната на културните работници. Нашата порака е јасна. Културата не е трошок, таа е темел на идентитетот. Без достоинствени уметници нема држава, нема нација, нема иднина. Затоа Мицковски треба јавно да им се извини на сите културни работници и на членовите на Синдикатот за култура, кои протестираа во одбрана за своите права. Навредите не се политика, тие се признание на слабост и страв. Министерот Љутков да покаже доследност и да го потсети Мицковски на фактите, вклучително и на наодите од седницата на Уставниот суд, каде беше потврдено дека за колективниот договор се прибавени сите потребни документи од релевантните институции. Ова е борба за достоинство и во таа борба СДСМ стои цврсто на страната на културните работници. Во пресред на една од најголемите музички манифестации во земјава, Мајските оперски вечери, каде што ќе се слави врвната и бесценета уметност на операта и на балетот и каде што сцената ќе биде исполнета со врвни наши уметници. Го прашувам премиерот Мицковски, дали ќе им аплаудира или ќе ги навредува? Ви благодарам.